Здраво Македонија. Нешто по 18 часот, време резервирано за листа за 300 квиз кој што може да го гледате само на Сител телевизија. И денеска секако ќе ги запознаеме нашите надпреварувачи, па потоа низ две лицитации ќе дознаеме кој од двата надпреварувачки наши пара ќе застане тука на главната сцена и ќе си замине, односно ќе се понадева да си замине нели со парична награда, дали ќе успее во истото, ќе дознаеме сите во продолжение. Нема да должам повеќе, прво ќе ги повикам стандардно домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Јонче и Бошко. Повелете. Марко, добро вечер. Здраво, Бошко. Здраво, Јонче, како сте? Добре, добре. Расположени. Денеска за игра предпоставувам. Последна емисија расположени. Така, многу ми е жал минатиот пат, нели ни побегнаа ние барем 100 евра кои што ни беа загарантирани, но добро, денеска ќе имаме повторна шанса за поправен, нови противници, тоа ви е познато. До сега добро се слоѓавте со сите кои што ви се спротиставија. Дали ќе биде така и денеска? Ќе видиме, Ќе видиме, така. Во секој случај, морам да признам уште едно супер искуство со вас. Барем до сега, нели, имавме супер партии во листа за 300. Изигравме, ако не се лажам, едни сериозни пенали, така после два ревиални имавме некако така мислам. Како и да е, да не сакате да поздравите дека сте денеска? Пошто последна семејството на блиските сите и специјален поздрав до село Градиште. Од кај што потекнуваме, кај што идам секој викенд. Да, село Градиште каде? Кумановско. Кумановско. Супер, одлично, голем поздрав. Одамна не сум бил порано. Имам еднаш два пати отидено, работе во Кумановскиот крај таму, поточно Табановци, ама со тоа е на другиот крај. Да, на другиот крај. Ама се така се собиравме, знаевме да отидеме со екипата таму што беа тел полицајци, па да отидеме и на другиот крај да се прошетаме малце, да ме прошетаат малце. Да. Нели дојданец. Тоа е тоа. Имам супер спомени од таму, да се живи и здрави. Повеќе не би ви го одземал времето, сконцентрирајте се, да завршиме со стил, нели, како што треба. Домакини, баш е домакинската кабина. Hvala, А тука во нашето студио се и нивните противници, луѓето кои што ќе се обидат да ги симнат од тронот, Јонче и Бошко. Да ги поздравиме, Сашо и Никола, повелете. Сашо, здраво. Поздрав. Никола, здраво. Како сте, добри? Добре, супер, различно. Чива беше идејата да се пријавите? Моја. Никола, твоја, браво. Апсолутно. Ти си човекот, значи денеска и ти си шефот. Денеска јас. Ке мора Сашо да те слуша. Јас сум само асистент. Само асистент, кажи. Парите во случај да ги освоиме? Податка така, главниот сметководител, финансискиот директор. Така е. Така и така треба да биде. Супер, ај на брзинка да ве запознаеме. Никола, на кратко. Кумановски, 18 години имам, средношколец сум. Каде учиш? Во Георги Димитров. Георги Димитров. 4-та година, матурант, кесна година. Одлично, честитки. Супер, како е во училиште 4-та година? Супер. Најубаво. Се спремам полека за факултет. Да, не сакам да сум носталгичен, избегнувам да сум, ми фалат. Тие години искрено. Ми фалат посебно тоа лето, таа транзиција од нели средно школа на факултет. Милина. Ја тоа викам, возрастен си уште, а паметот е како што треба. Недоволно затупен. Така, супер, баш ми е драго. Дали имаш планови за виднина, запишување факултет или работа? На машински факултет. Супер, одлично. Ќе видиме за работа понатаму, ќе размислуваме. Така, да. Твое си е на крајот од денот, ти треба да се одлучиш за твојот живот, нели за твојата иднина станува збор. Но од друга страна би ти рекол да ги слушаш советите од блиските затоа што, нели, најдобро ти мислат тие во секој случај. Сашо, ти на кратко да те запознаеме. Па спортски новинар, долги години, тоа ми е професија, работам, малку пишувам. Супер. Задоволство работиш работата што сакаш, што ја сакаш? Секако. Не те прашам за финансиите, нели сепак знаеме каде работиме. Сите би сакале малце повеќе да заработуваме, но од друга страна па викам привилегирани сме дека ретко кој работи онаа работа која што сака да работи во својот живот. Дружба со луѓето, така. Тоа што го работиме, го сакаме, имаме доста комуникација. Така што не ни е досадно. Ја викам богат живот живееме, може би не материјален, ама богат од друга страна, така. Апсолутно. Супер, Сашо Никола. Во продолжение со среќа, нека победи нели подобриот, почувате како предизвикувачи, до каде ќе стигнеме, баш сакам да видам и да се дружим. Точно така. Повелете во вашата предизвикувачка кабина.
Јончи и Бошко, односно Сашо и Никола се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме истите дали работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел, ќе ве замолам да исклучиме прво домакинската кабина. Сашо и Никола, дали се слушаме? Да. Се слушаме. Супер. Затоа што ви е прв пат, ќе потенцирам тоа дека ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате за да го отстраним истиот, и ако нешто не е јасно, немојте да предпоставувате, ова кажал Марко, она кажал, прашајте. Не ме штерате. Со среќа уште еднаш во продолжение ќе исклучиме вашата кабина сега, да провериме кабината на Јонче и Бошко, дали се слушаме, господа. Да. Домаќини, многу ми е криво што денеска последен пат, како и да е, дали ќе победите или не, пак ќе мора да заминете. Со тешко срце, но ајде да го завршиме целиот овој циклус онака како што треба. Со среќи на вас во продолжение, може да започнеме, така? Може. Ете, драги гледачи, кабините се исправни, домакините дадат зелено светло за старт. Предизвикувачите се расположени за игра и да дадат максимум од себе, па да започнеме. А како и секогаш, така и денеска, ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: зборови што почнуваат и завршуваат со буквата О. Извор: сајтот на македонски дигитален речник. Бараме зборови од најмалку 3 букви кои почнуваат и завршуваат со буквата О. Во зборовите може да има и други самогласки. Ќе ви дадам пример кој што ќе може да го искористите после доколку одговарате. Точен одговор би бил огледало и почнува на О и завршува на О, а и има и други самогласки, но како што рековме, тоа не е важно. Ги прифаќаме сите видови зборови, не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, на народи, кратенки и слично. Се извинувам, Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Значи, 3 и нагоре, нема лимит. Првата и последната е О. Точно така. Тоа се тие две работи што треба да запазиме, дали не е јасна темата? Да. Ево уште еднаш повторувам за сега слушајте. Бараме зборови од најмалку 3 букви кои што почнуваат и завршуваат на буквата О. Помеѓу не е важно кои други букви се, дали се самогласки или согласки. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање први започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога се денеска Сашо и Никола. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. А Сашо и Никола, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 3. 3. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Оде, тоа е слободно. 10. 11. 11, не ви се плачете. 12. Ајде. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Нека одговарат. Да одговарат. Требаше повеќе да им надавате, сепак имаат доста искуство, но ќе видиме уствари. Многу пати сум грешал во вакви ситуации. Јонче и Бошко, Сашо и Никола се одлучија да ви дадат вие да одговарате. Јас им сугерирав дека се малце 15, но ќе видиме. Не дека не сум грешал и во минатото. И 50 да е па знаеме дутнеме. И 10 да е па пак. Да, не се знаниот, но сега со најдобри намери, нели, започнете си вие. 3 и поиш. 3 и повеќе, да. Оро. Оро. Се фативме за орото, сега нема назад. Ево, така е точно. Око. Око. Точен одговор. Опно. Окно. Да, ти кажам се. Така е. Огледало. Огледало. Рековме дека може да го искористат нашите надпреварувачи, го кажав тој на почетокот, ама мислам дека еден од најевидентните зборови кој што почува и завршува на О. Однесено. Однесено. Така е. Може би. Оросено, ајде, цвеќе. Оросено, као цвеќе. Оросено. Цвеќе оросено. Така. Да. Кажи осло. Ајде. Така е. Оплодено. Оплодено. Не само кажа, нали? Така е. Оставено. Оставено.
Така е. Осмислено. Осмислено. Оттежнато. Дишење. Оттежнато дишење, така. Така е. Уште 5. Обжалено. Обжалено. Опростено. Опростено. Нема? Имам река го нема. Опростено, точен одговор. Омилено. 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 Така е. И уште 2. Откажано. Откажано. Така е. И 15-тиот кој ќе биде? Одведено. Одведено. Одведи ме среќо. Одведено. Како бе, нема доведено и одведено. Еве го, одведено. Не може да е српско кад наше. 15-ти точен одговор за Јонче и Бошко. Честитки за првиот освоен поем. Лесно поминавте во оваа ситуација. Па некако не влегува у шум. Влезе тоа во шема. Да. Ви се погодија, да, верувам дека и на Сашо и Никола да им текна многу зборчиња сега откако почнавме, да. Но тоа е тука искуството, ја што сакам да кажам, да, во вакви ситуации, ништо страшно. Имам уште една лицитација, за едните важи нели правилото, секогаш не се опуштајте премногу, за другите не се разочарувајте премногу, затоа што, како што реков, имам уште една лицитација и едните и другите ќе ја бркаат оваа. Доколку нели ја добијат Јонче и Бошко, ќе застанат тука по 4-ти пат на главната сцена и ќе се соочат со темата од нашата листа, а доколку ја добијат Сашо и Никола, тогаш пеналите ќе бидат одлучувачки фактор во денешното издание на нашиот квиз. Затоа да прочитам уште некое зборче од оние кои што започнуваат на О и завршуваат на истата буква, па да продолжиме со второто надавање. Тука имаме обвинителство, обвиткано, обврзано, обдарено, потоа обезвреднето, облеано, обесено, облачно, облечено, обратно, овално, одвратно, потоа ограбено, одбивно, окато, ококорено, олово, оладено, олабавено, омекнато, омразено, потоа осмо, основно, остро, отворено, од кога официјално, оформено, очевидно, очигледно, очајно и уште многу зборови, ги има повеќе од 200 во македонскиот јазик. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација. А темата за втората лицитација гласи: екипи кои играат во италијанската серија А и во германската Бундеслига. Ги барам имињата на фудбалските екипи кои оваа сезона 2025-2026 играат во најдобрата италијанска фудбалска лига А и во најдобрата германска Бундеслига. Мислам дека јасно се. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Одлично. Сашо и Никола, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Сашо и Никола. Ќе ве замолам да исклучиме на Јонче и Бошко кабината, а Сашо и Никола, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 7. 7. Започнуваме со 7. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 17. 17. Колку? 17. 18. 18. 20. 20. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29.
Едно повеќе 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. Колку? 33 се до сега. И па 20 италијанци и 16 германци се 36. Нека одговарат. Да одговарат. Да. Ајде. Саша и Никола, рече вашите противници да ви дадат шанса вие сега да одлучите дали ќе одиме понатаму на пенали или пак ќе бараме среќата понатаму. Како што рековме, бараме екипи во најдобрата италијанска серија А и во најдобрата германска Бундеслига. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Интер Милан. Интер Милан. Добро, Интер. Така е. Јувентус. Јувентус. Така е. Милан. Милан. Точен одговор. Рома. Рома. Така е. Комо. Комо. И Комо е точен одговор. Лацио. Лацио. Така е. Кремонезе. Кремонезе. И тоа е точен одговор. Наполи. Наполи. Така е. Аталанта. Аталанта. Така е. Болоња. Болоња. Точен одговор. Лече. Лече. Точно. Парма. Парма. Така е. Торино. Торино. Точен одговор. Пиза. Пиза. Точен одговор. Дженова. Дженова. Така е. Каљари. Каљари. Така е. 16, ова така? 16. Да, 16 имаме до сега. Уште 4 таму. Бајер Минхен. Бајер Минхен. Така е. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд. Точно. Борусија Менхен Гладбах. Борусија Мехенгладбах. Така е. Лајпциг. Лајпциг. Уште 13, точен одговор. Бајер Леверкузен. Бајер Леверкузен. Така е. Штутгарт. Штутгарт. Така и Штутгарт е точен одговор. Волфсбург. Волфсбург. 23-ти точен одговор за Сашо и Никола. Фиорентина. Фиорентина. Се враќаме сега во серија А. Така е. Вердер Бремен. Вердер Бремен. Така е. Хайденхайм. Хайденхайм. Така е, точен одговор. Хамбург. Хамбургер. Може хамбургер. Како се? Хамбургер, така е. Келн. Келн. Точен одговор. Сент Паули. Сент Паули. Хофенхайм. Хофенхайм. Така е, уште 3. Аугсбург.
Аугсбург, Фрајбург, Фрајбург, така е, Мајнц. и Мајнц. За последен одговор, без некој поголем проблем, ќе кажам Сашо и Никола, иако 90% Никола ги одговори. Сашо на крајот влета за да му украде славата, ама гледавме не другите, останатите. Браво Сашо и Никола, без некој поголем проблем. Што значи резултатот изедначен, пеналите ќе бидат одлучувачки фактор денеска во листа за 300 на мое огромно задоволство. Честитки, но не се опуштајте премногу, немаме време за опуштање, веднаш ќе продолжиме на пенали. Јонче и Бошко добро одиграни, логиката беше добра, но им се погоди темата. Остана Од италијанците остана. да, вака. Верона. Преск убаво си кажа, само ќе те поправам, во Бундес 18 екипи се, да. И затоа ама не можев да ти кажам, нели да. Верона од Италија не ја кажа, Сасуоло од Италија не го кажа. Така. И уште една од Италија. Не знам кој е уште, ја не можам да најдам. Сериозно ви кажам, тука Кремонезе кажавме ли? Сасуоло. Кажа, но Лече кажа. Унион Берлин од Германија. Сасуоло. Да, така Унион Берлин, Сент Паули. Кажа тоа. Па не знам веќе. Па тие Тие се тие. Па толку, Тие се. Да, уште 5 екипи остануваат, драги гледачи, искрено. Тете, ми помогна Јонче Бошко с уште 2-3 да издвојам, не останатите две ќе мора самите да ги побарате. А сега, драги гледачи, како што реков, време е. Пеналите да одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена и ќе има шанса да си замине од тука со парична награда. А темата за денешните пенали гласи: хемиски елементи со име добиено од некој географски топоним. Бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем кои своето име го добиле според некој географски топоним, како на пример континент, држава, град, полуостров, старо или латинско име на некоја област, град или слично. Не се признаваат елементи чие име е добиено по некоја личност, било да е стварна, било да е митолошка. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Сашо и Никола, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при пеналите кабините се вклучени во текот на целата игра. Напорено одговараме едните па другите се додека некој не погреши. Први започнуваат со одговарање, тековните предизвикувачи денеска во таа улога се Сашо и Никола. Сашо и Никола, го чекаме првиот одговор од вас. Германиум. Германиум. Мислам дека на сите им е јасно од каде го добива елементот своето име. Точен одговор? Франциум. Франциум. И за Франциум повеќе од јасно, самото име кажува, така е. Ураниум. Ураниум. Не е местото, е планета. Да, Планета е. точно планета е Ураниум. Да, Ураниум е по уран добиено, а уран е по митолошка личност, како што рековме, не ги играме те, ништо не е готово, ќе видиме, да. Јонче и Бошко. Чекај, земји, континенти, такви све. Дали може Да. и континент? Да, може. Добро, Европиум. Европиум. Европиум, името го добива секако по континентот Европа и е точен одговор за Јонче Бошко. По четврти пат повторно ќе застана тука на главната сцена и последен барем во оваа сезона за нив. А за Сашо и Никола, ништо не е готово, супер противници беа денеска, супер предизвикувачи, ако се земе во предвид дека и ова беше нивно прво учество на било каков квиз. Браво за нив и имаме едно убаво изненадување, тоа е дека со Wild карта, затоа што ова последно пет учество на Јонче Бошко, тие ќе го превземат нивното место, односно од следното наше издание ќе седнат во домакинската кабина и ќе имаат шанса секако да се борат понатаму за парична награда. Честитки и до нив, знам дека посакуваат друг резултат, но пак ќе кажам, искуството беше на страната на Јонче Бошко и тие максимално го искористија истото. Браво за нив. Пред да продолжиме понатаму, има 26 хемиски елементи кои го добиле своето име по некој географски топоним. Тука се америциум, бакар, кој го добива своето име по латинскиот назив за Кипар, купрум, потоа беркелиум по град во САД, галиум според старото име на Франција, потоа дубниум по област близу Москва, па индиум,
Самите предпоставувате калифорниум, лутециум по старолатинското име за Парис, магнезиум по областа магнезија во Грција, манган по областа магнезија во Грција, московиум, нихониум според старото име на Јапонија, полониум, скандинавиум, тенесин според американската држава Тенеси, па хафниум по старолатинското име на Копенхаген, холмиум по старолатинското име на Стокхолм, рутениум по стара област во Русија и Белорусија, тулиум по старогрчки назив за повеќе реони. Она што е интересно е дека елементите итриум, ербиум, тербиум и итербиум сите го добиле името по шведското мало место Итерби во кој има рудници богати со минерали и хемиски елементи. Ете така, и јас денеска научив нешто ново и интересно, а со ова го завршуваме барем овој дел од листа за 300. Секако останете со нас во продолжение, затоа што ќе се вратиме веднаш по паузата да видиме што ќе направат Јонче и Бошко кога ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Јонче и Бошко по четврти пат застана тука на главната сцена, а овој пето севкупно учество во оваа сезона, или сорет ако сакате. До сега успеавме да изнесеме од тука 350 евра, денеска ќе имаме шанса да го зголемиме тоа финансиско конто. Но секако прво треба да видиме темата дали ги не се погоди, што верувам и дека ќе биде така. Јонче и Бошко, супер ми беше во текот на овие 5 емисии, супер си поминав, секојаш ведри расположени надпреварувачи со доста знаење. Ги правевте овие неколку издања, 5 издања на листа за 300 да бидат супер интересни и ви благодарам за тоа. А сега, пред да ви ја соопштам темата, на брзина само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, составена од 15 празни полиња. Доколку ми дадете 3 точни одговори, ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. За да биде, нели да си кажеме, довидување онака како што треба, ќе биде темата таква. Слушајте добро и вие, а и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Изразот довидување или збогум на светски јазици. Ги бараме зборовите на било кој странски јазик кои одговараат на нашето довидување или збогум. Доколку во неколку држави се користи истиот збор, тогаш, нели, за жал можеме да го кажеме само еднаш. Во некои држави има зборови кои се со повеќе наменски фрази, значи истиот збор значи за довидување и за збогум и за здраво и за така натаму. Мислам дека можеме доста додиме. Ќе видиме. Ајде да видиме. Почнеме со нашиот, па ќе идеме дајле. Така. Довидување. Ќе идеме после довиđenja. Добро. Англиски goodbye. Ајде ќе го кажеме тој. Ајде, кажи. Ајде. Довидување. Довидување го бараме, не можеме не да може, ги добро, добро. Да, ама има. Добро. Довиđenja. Довиđenja. Goodbye. Довиđenja на српски. Така е, довиđenja, точен одговор. Goodbye се го пишат. Goodbye. Ќе идем руското, до свидање. Да, Goodbye на англиски, исто така нели они си го користат изразот bye bye. Bye, да. Ајде до свидање, руски. Само што сакав да ви речам дали ви текна можеби на руски како е. Па биќе ни текна. До свидања на руски, точен трети одговор за Јонче и Бошко и 50 евра се за сега нивни. Овакво оревуар ти е француски. Италијански кој беше? Испански, испански. Нека ти текне италијански, како може да е? Има две верзии, ама едната е ја користиме ние тука. Мислим друго нешто. Стои како некој кај си, брече, се гледаме после, Бај. пред тоа. Не, какви бај. Не бе бај, ајде, нема везе. Чекај да Мисли, да. Германски. See you. Што си? На што беше see you? Не бе сигурно, кај нема тако. Не без. Германски? Не. Мисли. Имаме. Чекај. На шпански да не ти текна као вече. Тоа не ми текна, баш тоа блокира. Шпански мора да го знаеме. Чекај, се поѓаме. И на Франција. И на хавајски знаете исто. Добро, И на дали, кинески знаат. пример се да прашам, Не, на хавајски стварно знаете, тој збор го употребуваат за милион Дали евра. би се, пошто е овој довиđenja српски, дали би се она признало како Хрватите е Бог? Дали би се признало да употребуваат ај Бог, Бог? Па,
Дали би се признал за тоа да не биде она као разговор или било како нешто, не знам, затоа прашувам. Чих италијански. Тоа е разговорно, предпоставам. Па тоа предпоставам, затоа не знам. Италијански ако може. Ле или италијански се угле? Италијански е кратко на 3 букви. Чао, чао. Чао, Бела, чао. Чао, Бела. Чекај, колку има си? Има уште еден подлог збор, ама и овој може да се игра. Затоа. Колку има си? Па две со француското ревуар. Ајде, го знаете. Турски како е, бе? Абе, 100% го знам и турски, албански, ама кој да му текне. Бугарски како? Мало не знам бугарски. Дали ви тикток како викаат џога, кога се поздравуваат и кога се викаат пријатно? Не ви текна? Ништо. Да не ви правам. Други држави, Мисле. словенците што би... Бре, заедно. Имаме две. Имаме. Кој две, ајде? Кој бе, бе? Ќе асоцирам за третото јас. Бе. Па чао и чао. француско. Да, бе, ревуар. Ревуар. Ревуар, француско и чао. И леле шпанското, бе, толку шпански сели. Шпанското е слично како Адидас. Ау, адиос. Адиос, бе. Адиос. Ајде. Кажи, веде. Ајде, адиос. Адиос, Андре, arriva, адиос. Адиос. Значи, како одиме? Адиос. Добро. Чао. Адиос на шпански, потоа на италијански, покрај чао. Адио. Не, ариведерчи. Ариведерчи, да, Ариведерчи. Добро. Чао, и Одиме едно и чао се прифаќа исто Да, така и како точен au revoir. одговор. И au revoir. Француски. Au revoir. тоа сте, нема што да мислиме. Што ти мислиш? Абе ги знаете другите, ама добро, сега самите се кажавте, се блокиравте, сега ќе видиш. Сега ќе видите, да. Уште шест ги знаеш. Продолжуваме или тука си ги взимаме овие? Доста. Прошо пат изгоревме. Качи, да не се да не биде повторно така. Повторно ќе кажам, Бошко Јонче, чести задоволство, супер си поминавме, честитки за освоените 100 евра денеска, се вкуп на 450. Може а повеќе да бидат, но како што самите кажавте, пред се дојдени се за забава, така е. Ќе се видиме повторно наредна сезона, така е. Живи здрави. Та сме живи и здрави. А сега ќе ги прочитаме барем оние неколку што ги имам тука издвоено. Адеус, португалски, потоа алоха, хавајски. Алоха викаат и за чао и за здраво. Ариведерчи, италијански, рековме ауфидерзен, германски. Знам. Потоа ахој, чешки. Даг, холандски, довиđenja, полски, до побачења, украински, до свидање, руски кажавме. Потоа довиждане, бугарски, с Богом, српски, хрватски исто така, здраво, Босна и Херцеговина, јасу, грчки, миру павшим, албански, намасте, хинду, на свидење, словенски, оревуа, француски, сајонара, јапонски, farewell, дански, хејда, шведски и шалом, еврејски. Турски ми интересираше, нема. Турски го немам издвоено сега тука. Зашто тоа е... Ќе најдеме сега на паузата за да не ги држиме нашите... Турциза, може ние да го знаеме. Нашите гледачи. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300 од следната емисија. Ќе ги видиме Никола и Сашо на нивното место, односно во домакинската кабина. Како они ќе го истерат нивниот дел од учеството во Листа за 300, останува да дознаеме. Зато останете со програмата на телевизија Сидон се извинувам и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!